Гледавме се она што е во јавно обвинителскиот предмет и колку успеавме до денеска за денеска да завршиме, тоа го завршивме и извршивме увид. Тоа е се што можам да ви кажам во овој момент. А од друга страна сметам дека ова требаше да биде направено многу порано во текот на истрагата, но никогаш не е доцна, така да вршиме увид и ќе продолжиме во наредните денови да вршиме увид на по закон предвиден начин, обвинетиот и односно осумничениот и ја. Иако е веќе донесена истрага за завршување на истрага, она што ви го кажав пред 2-3 дена, малку невообичаена позиција, но сепак е подобро отколку воопшто да не се изврши увид во целокупниот материјал, затоа што таму не беа само докази, него имаше и други работи кои што најверојатно нема ни да продолжат да бидат користени како доказ во оваа постапка. Тоа значи Бојан Јовановски сигурен ќе биде носен со вас да гледате докази или може тоа и сами да го прави? По моја оценка денеска беше неопходно да он биде присутен и беше присутен. По моја оценка на другите останати докази, а секако и само во корелација и консултација со него, бидејќи се работи за материјали кои се однесуваат за тој кривично правен настан, ќе одлучиме дали он ќе биде присутен. Јас сметам дека ќе биде присутен, но сепак ќе одлучиме дополнително. Значи ли дека има обемен доказан материјал со оглед на тоа што е? Не значи. Не значи. Вршевме увид, но и 3 страници да вршите увид, ако сакате детално да го извршите, ќе ви е потребно време. Не значи воопшто дека има ниту обемен материјал, како по квантитет, така по квалитет. Тоа е моја скромна мислење. Материјалите се и оние материјали кои што ќе погледна јавноста, кои што италијанскиот медиум ќе се подели за јавноста? Па ја не знам јавноста што све видела. Да, во голем дел да. Исказ на некој сведок, парични средства, тоа да. Тоа можам да ви го кажам затоа што цела Македонија и пола свет го виде. Другото би се воздржал од понатамошно коментирање на материјалите што беа гледани денеска. После ова, дали ви е појасно како ќе темелите својата одбрана, како би во која насока би ова? Освен да слушнавме еднаш веќе рековте дека не е виновен во секој случај. После ова, па тешко мене ако после ова би требало да формирам ја мислење, но секако некои работи се појасни и ќе настапуваме во тој правец и секако ќе бидете промптно известени за тоа. Само да ве прашаме, дали има докази во рамки на истрагата и за меѓународен сојуз или само за овој дел за империја, бидејќи како што можевме да сватиме од обвинителството дека е завршена за делот за империја, но не за меѓународен сојуз? Не сум сигурен дека ајде ќе се воздржам. Значи јас можам да коментирам само во моментот само за конкретната постапка што се води за Бојан Јовановски. За тоа дали ќе има некаква истрага и дали таа истрага ќе биде против меѓународен сојуз или против некое трето правно лице или против некои трети физички лица, тоа е исклучиво и само исклучиво работа на овластениот тужител, во овој случај обвинителот од обвинителството за организиран криминал. Ако тој обвинител смета дека има доволен квантум на основи на сомневање, ќе покрене постапка. Јас тоа сакам да ви го коментирам, не можам да ви го коментирам. Не сум ја тој кој што одлучува. Така да ќе треба да прашат. Дали имаше селектирани докази кои беа дадени новите или ги дадо сите комплетно докази, вклучувајќи ги и примерките кои биле спроведувани за кои обвинителката Русковска кажа на пресконференција дека биле спроведени? Ние ги видовме сите докази кои што се готови до овој момент. Значи сите докази, повторувам, кои што се готови до овој момент. Има одредени докази кои што од технички причини не се готови во овој момент и затоа продолжува нивното гледање.
и мерките не се ништо посебно и се тотално небитни за овој кривично правен предмет. Ако збориме за селективност, можам да кажам дека една само работа мене како бранител ми е нејасна. Не беше дозволен увид во исказот на... Не во исказот. Не знам дали воопшто има исказ, погрешно се изразив. Во записникот за сослушување на осомничениот Зоран Милевски со образложение дека тоа можеме да го побараме од неговите бранители, што за мене е неразбирлива позиција, затоа што истрагата е веќе готова и не знам зошто тоа би ни било. Инаку, надвор од оваа забелешка, се што беше во предметот готово, ни беше дадено на увид и тука немаме поплака и тоа е така. Беа ли во доказите и вештачењето, телефоните, што на... Па ви реков дека ги видовме сите докази кои што се готови, а други докази кои што технички причини не се готови, не ги видовме. Така да, кога ќе бидат тие готови, ќе ви го искоментираме тоа. Колку е бројката на искази од политичари кои што ги има во сведоците? Кои се тие двајца кои што набоа ги знае јавност, дали има и други политичари кои што дали искази? Јас не видов таков исказ. Ниту еден политичар? Ниту еден политичар. Се сомневате зошто не ви е даден на Зоран? Не, ништо не се сомневам. Вие треба... за Зоран? Да. Не се сомневам. Не се сомневам. Не би крил нешто што... Јас колку што знам, значи тоа треба да ги прашате неговите бранители. Јас колку што знам, господинот се брани со молчење. И да го видам, што, ако е вистина така дека се брани со молчење, нити мене тоа ми помага, нити ми штети. Но ме зачуди зашто не можам да го видам тој исказ. Но на вашето прашање треба да се направи разлика една, многу битна разлика, што можеби за вас не е битна, но во кривичната постапка е прилично битна. Едно е сослушување на сведок, кое што обвинителството е должно да ми го даде мене за веќе сослушан сведок и кое што обвинителството го ми овозможи увид, а друго сосема различно е статусот на граѓанин од кого се собираат информации. Тоа не ми е дадено и тука немам ја забелешка зошто не ми е дадено, затоа што тоа лице не е сослушано во својство на сведок и тука немам право и самиот не чувствувам дека сум некако оштетен. Само повторувам мене ми е невообичаено, него нејасно зошто не можам да го видам записникот на соомничениот во ситуација кога истрагата е завршена. Нити ќе ми помогне, нити ќе ми одмогне. Што год да изјавил или да не дал никаква изјава, тоа за мене е сосема сеедно. Така да не ми е јасно зошто, но беше повикано на некаква си пракса од некој си друг предмет. Јас со тоа не се согласувам, особено затоа што истрагата е завршена. Ќе видиме што ќе правиме во врска со понатамошниот тек на увидот во тој дел. Тоа е. Јовановски имаше некаков коментар во однос на тоа што го виде, реакција на доказите, нешто? Немам коментар на тоа прашање, сметам дека е рано за одговарање.